Започнуваат вестите на Канал 8. Добар ден. Во тек е расчистувањето на каналите за наводнување и одводнување на земјоделските површини во општина Чешиново Облешево. Тоа треба да обезбеди и навремени подготовки на нивите пред почетокот на сеидбата на оризот. Во деновите од викендот се интензивираа активностите за расчистување на дел од каналската мрежа за земјоделските површини на територијата на општина Чешиново Облешево. Со помош од Министерството за земјоделство и од Дирекцијата за заштита и спасување, а по иницијатива на градоначалникот Костадин Личков, во план е да се исчистат каналите за наводнување и одводнување. Поради поплавите што во текот на месец февруари ја зафатија општината, некои од каналите се целосно оштетени и нефункционални. Дел од каналската мрежа пак е затрупана од нанесениот талок или пак е обраснат со грмушки и трска. Се работи за прочистување на земјени канали во должина од неколку километри, што претежно се наоѓаат во атарите на населените места Облешево, Чифли, Куларци и Чешиново. Во изминатите денови на терен е ангажирана механизација за расчистување на најургентните делови, кои се неопходни за непречен тек на водата до оризовите ниви. Од локалната самоуправа на Чешиново Облешево очекуваат дека со овие преземени мерки сеидбата на оризот ќе започне навреме и без проблеми за земјоделците од општината. Општина Кочани и годинава планира да ги расчистува патиштата во Рицко-планинскиот регион, за што предвидува да издвои од буџетот околу 30.000 евра. Јавниот тендер за избор на изведувач на работите е веќе објавен и трае до почетокот на идниот месец. Слично како и лани, и годинава општина Кочани планира да потроши околу 1.700.000 денари за пробивање, прочистување и порамнување на патиштата во Рицко-планинскиот дел на оддалеченост до 30 км од градот. Тоа е редовна годишна активност со која се обезбедува проводност на земјените коловози до тешко пристапнати и оддалечени места на територијата на општината. Според предмерот во техничката спецификација, предвидено е со дел од парите да се пробијат нови 4 км патишта. Остатокот од средствата ќе се наменат за прочистување на локалните патишта во должина од 55 км, а уште 20 км треба да бидат порамнети со машина грейдер. Се планира дел од парите да бидат наменети и за набавка и распостилање на околу 90 метри кубни дробен камен, што служи за тампонирање на коловозите. Забелешка дека е потребна побрза интервенција во оспособувањето на планинските патишта, како оној кон местноста Скорово, особено по обилните врнежи во текот на зимскиот период, имаше и на една од последните седници на Советот. Тогаш од општинската администрација потврдија дека имаат сознанија во каква состојба се планинските патишта. Познато ни е и многу брзо се реагира и ќе се направи. Не е само Скорово, него имаме и на други места. Имавме и на Браната Градче, имавме и на Умишино, на повеќе места имаме штети од овие енормни количини на вода и секаде дека можеме ќе реагираме. Само прашање на времето и наеднаш не може сега да се реагира. Јавниот тендер за избор на изведувач за расчистување на патиштата во Рицко-планинскиот регион е веќе објавен и ќе трае до 3 април. Градежните работи ќе се изведуваат сукцесивно до крајот на тековната година согласно потребите на терен. За сите зацртани задачи изготвена е и предмет пресметка согласно програмата за уредување на просторот во руралните подрачја за 2015 година, што беше донесена од Советот на општина Кочани. Виница меѓу општините со целосно почитување на обврската за селекција на штетниот отпад. Во таа насока КЈП Солидарност пристапи кон повеќе активности што имаат за цел заштита на граѓаните на општината од штетните последици по нивното здравје. Виница преку јавното комунално претпријатие Солидарност беше меѓу првите општини која склучи договор со колективниот постапувач правниот субјект Нула отпад од Скопје. Станува збор за фирма која е овластена за постапување со отпадни материи и акумулатори, со која Виница договори соработка за нивно собирање и отстранување. За таа цел одредивме место во кругот на јавното претпријатие Солидарност Виница, каде што граѓаните слободно ќе можат да го донесуваат нивниот електричен и електронски отпад, да се складира овде и потоа кога ќе собере поголема количина да се однесе во Скопје да се предаде во фирмата Нула отпад. Во континуитет на ваквата примарна селекција, зашто сме, верувам, лидери во овој регион, значи јавното претпријатие Солидарност и секако општина Виница, како лидери во регионот, ќе склучиме деновиве договор со истата фирма Нула отпад за
собирање на отпадни акумулатори и батерии. Во двете основни училишта и во општинската зграда каде се сместени повеќе институции од јавен карактер беа поставени садови за собирање отпадни батерии, а во блиска иднина се планира поставување и на садови за селекција на отпадни батерии и акумулатори на други локации. Општина Виница веќе 2 години врши примарна селекција на отпад благодарение на претходно склучениот договор со Екопак Хит од Кочани, со чија помош се обезбедени контейнери за собирање хартија и пластика. На градската депонија имаме неколку неформални собирачи кои што се ставени во системот, имаат склучено договори со фирмата Екопак Хит од Кочани, ја собираат отпадната хартија и пластика кои што се наоѓа на градската депонија и потоа ја дистрибуираат до Кочани. Со овој потек значително се намалува количината на овој отпад, значи отпад од пластика и од хартија и спречуваме, намалуваме количините на отпад кои што се депонираат на градската депонија во Виница. Последиците од распајањето и впивањето на хемијата во почвата имаат висока цена по здравјето на луѓето. Истражувањата покажале дека кадмиумот од батериите предизвикува низа болести и компликации од рак, недостиг на витални протеини во бубрезите, па се до спонтано кршење на коските. Тепачка меѓу жители на селото Уларци се случила викендов, поради што била повикана и полиција. Причина за инцидентот било сечењето дрва, поради што еден од учесниците во тепачката заработил пријава од полицијата. Сечењето стебла од шума во близина на селото Уларци, што било оценето како нелегално, е причина за тепачката која се случила викендов, а што можела да има посериозни последици. Во саботата околу 20 часот во близина на местноста Динки, лицето БЗ заедно со своите синови товарел дрва во приколката од тракторот, при што биле забележени од лицето ТН. Сметајќи дека постапката што ја прават е нелегална, тој им подвикнал на сечачите, барајќи да престанат со уништувањето на стеблата. И наместо позитивен одговор од нив, БЗ почнал да го навредува, а во еден момент неговите синови го фатиле за рацете, спречувајќи го да се движи. Во меѓусебната расправија, таткото дури ја запалил моторната пила со која претходно ги сечел дрвјата и почнал да му се заканува оти ке го исече. Исплашен од постапката, ТН паднал на земја, при што БЗ го нападнал удирајќи го со тупаници во пределот на главата. Откако согледале дека е совладан, го оставиле да лежи и си заминале. Подоцна нападнатиот го пријавил настанот во полиција. Од страна на полициски службеници од полициската станица во Кочани, БЗ бил приведен и против него е поднесена соодветна пријава. Основното училиште Раде Кратовче и Средното општинско училиште Љупчо Сантов го одбележаа патрониот празник, што беше повод учениците и нивните наставници да подготват богата програма. Салата на Центарот за култура Бели Мугри во петокот и амфитеатарот на Правниот факултет во саботата беа претесни за да ги примаат гледачите кои дојдоа заеднички да го одбележат денот на училиштата. Учениците и вработените во Основното училиште Раде Кратовче и во Средното општинско училиште Љупчо Сантов ги одбележаа своите патрони празници и 71 годишнината од загинувањето на двајцата кочански правоборци, чии имиња ги носат образовните институции. По повод празникот, вообичаено подготвија свечена програма со која се представија пред кочанската публика во Центарот за култура Бели Мугри и во амфитеатарот на Правниот факултет. Преку музички точки, хорски композиции, модерни танци и кратки драмски текстови, учениците прикажаат дел од својот талент. Одличната подготвеност и вкомпонираност на програмата постојано беше наградувана со бурни аплаузи од присутните гледачи. Тоа беше причина за задоволство и кај првите луѓе на двете училишта. Денес го одбележуваме на 55 годишниот јубилеј од постоењето на Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Денес на програмата имавме свечена мала свеченост во просториите на училиштето, кај што беа доделени наградите на наградените ученици по повод конкурсот кој што беше распишан за најдобра литературна и ликовна творба. Ние постојано бележиме успеси, што беше нотирано и на Свечената академија. Сега се подготвуваме да издадеме една публикација во која што ќе направиме пресек на сите успеси на учениците и на училиштето. Нека биде тоа мало изненадување за граѓаните и за гледачите. Ние сите колеги во 9 часот положивме цвеќе на бистата во нашето училиште. Почесни гости секоја година ние фамилијата на Раде Кратовче.
Инаку нашата академска вечер беше одржана на 20 во петок. Поканети многу гости, салата беше полна, сите сме задоволни и на крајот само можам да кажам вечна и слава на овие наши херои. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник, предпладнето делегација од ученици и професори во двете училишта положија свежо цвеќе на бистите во училишните дворови. Исто така, представници од училиштата, од локалната самоуправа и членови на семејството на првоборците ги посетија бистите на Сантов и Кратовче во паркот на Револуцијата, каде со букети цвеќе им оддадоа почит за нивниот придонес во револуционерната борба за слобода. И планинарите рекреативци се приклучија кон одбележувањето на годишнината од смртта на правоборците Лјупчо Сантов и Раде Кратовче. Тие го посетија споменикот на местото на нивното загинување и положија цвеќе. Спомен обележјето на местото каде што пред 71 година загинале правоборците Лјупчо Сантов и Раде Кратовче го посетија кочански планинари рекреативци и положија свежо цвеќе. Скромниот споменик, поставен пред неколку децении во близина на планинското село Главовица, го затекле во лоша состојба на распаѓање, зашто причина се временските услови. Поради тоа, неопходна е интервенција од надлежните за санирање на оштетувањата. На тој начин ќе се овозможи достојно обележување на локацијата каде хероите предадени и опколени од фашистичкиот окупатор на 23 март 1944 година ги изгубиле животите. Инаку, за да стигнат до споменикот, планинарите рекреативци викендов пропешачиле рута од околу 30 километри, зашто им биле потребни околу 6 часа. Викендов во библиотеката Ванчо Прке беше одбележан денот на поезијата. По тој повод беа презентирани стихови од млади и повозрасни автори. Во Виница викендов се славеше по 3 поводи. Беше одбележан 21 март, денот на пролетта, екологијата, но и на поетите. Сонцето како поттик за инспирацијата која ќе навезе десетици или стотици убави зборови. Неубавиот ден во годината, повод учениците да рецитираат дел од личното и омилено творештво. Во амбиентот што го осмисли организаторот од библиотеката Ванчо Прке, младите поетеси и поети преку стихови ги раскажаа своите прави љубовни искуства, фантазии и ставови. Меѓу поетите беше и највозрастниот, се уште најплоден творец во Виничко, наставник во пензија Ангел Богатиновски, кој покрај богатиот опус на песни, раскази и поеми веќе подолг период собира и архаизми кои се надвор од тритомниот македонски речник. Пред учениците тој рецитираше поезија за деца посветена на младите поколенија од неговото најблиско обкружување. Меѓутоа, како што рече, бројните песни кои ги има напишено, вклучувајќи ги и поемите, може да надополнат цели книги што треба да го најдат своето место во творештото на општина Виница. Библиотеката Ванчо Прке е отворена за подршка во издавањето и промоцијата, како на младите, така и на возрастните творци, кои креативната инспирација сакаат да ја преточат во дела, што ќе се најдат меѓу 50.000 наслови со кои располага оваа институција. Следуваат спортските информации. Во рамки на фудбалските првенства, Кочани го доби дербито во Оризари, додека Осогово претрпе пораз на стартот од полусезоната. 13-то коло во женската фудбалска лига, дерби во Оризари, Младост НС ЖФК Кочани 0:11. Хет-трик постигнаа Спировска и Салихи, два пати реализираа Милеска и Јанета Георгиева, еднаш во листата на стрелците се запиша Верица Георгиева. Познавачите на состојбите во женскиот фудбал, кои го чинат и најстандардниот дел од публиката на надпреварите во женски фудбал, дојдоа во мал број во Оризари, однапред знаејќи дека овој надпревар нема да биде нималку достоен на представата од минатата сезона, кога освен локално ова беше и дерби на женскиот фудбал во Македонија. Што е уште поважно, имаше надпреварување и надигрување, зашто овој пат не можеше да стане збор, имајќи го предвид големиот дисбаланс во квалитетот на двете екипи. Останати резултати: победа Куманово од Тиверија и Статов 0:1 и Драгон 2014 Конзули 3:0. Тоа беа надпреварите одиграни в сабота. В недела исто така на програмата беа два надпревари: Борец Ас Юнајтед 2:0 и Топ Гол Речица 2:1 се резултатите од овие две соочувања.
На табелата води Драгон 2040 со 39 бода, пред Кочани со 36, трета екипата на Конзули со 28, Младо Сиднина се останува на четвртата позиција со 18 бода, следуваат Тиверија и Статов, Ас Юнајтед, Борец, Речица, Топгол, последна е победа Куманово. Лош влез во пролетниот дел од сезоната во третата лига Исток за Осогово, сигурна победа на Овчеполе во Свети Николе, а нешто подобро помина Слога во Македонска Каменица, каде извлече бод. Овчеполе Осогово 3:0, Каменица Саса Слог 934 0:0 се резултатите од надпреварите на двата локални представника. Се сретнаа уште Брегалница Голак Тиверија, надпревар што заврши со резултат 2:1. Напредок Здравија Радово загуби од Беласица на домашен терен со 1:3. Плачковица го декласираше 14 октомври 1946 со 11:0. Работник славеше победа над Баби со 2:0. Начело од табелата останува Беласица со 30 бода, пред Плачковица кој има 28, на третата позиција Напредок Здравија Радово со 24. Следуваат Овчеполе и Македонска Каменица, Осогово е на шестата позиција со 17 бодови. На седмата позиција е Баби, следуваат Брегалница Голак, Работник Џумајлија и Тиверија, предпоследна или 11-та е Слог 934 со само 4 бода, последен е 14 октомври без бодови. Втора футсал лига, 16-то коло, Бели загуби на гостувањето кај Шкендија со резултат 8:3. Останати резултати од колото: Овчеполе Цико 2:9, Рудник Саса Богородица 6:3. Надпреварот се играше во Демир Капија поради суспендираниот терен на Рудник Саса. Гемиджи загуби на домашен терен од Кратово со 2:8. Слободна ово коло беше екипата на Шкупи, која се наоѓа и на чело од табелата со 34 бода, пред Сико и Кратово, следуваат Шкендија, Рудник Саса, Овчеполе. Бели е седми со 12 бода, Гемиджи се 8 со 6, последна е Богородица со 3 бода. Во рамки на спортскиот викенд беа одиграни редовните кола во втората кошаркарска и пинг-понг лига. Што се однесува до останатите спортови, од спортскиот викенд се играа кошарка и пинг-понг. Баскет Дино загуби на гостувањето во Струга кај Страндрим со 89:60. Останати резултати од 14-тото коло: Вардар Паве Михајловски 82:60, Те Баскет Радовиш 98:77, Пелистер Борец Баскет 76:77, Тетекс ТТК Шкупи 101:94. Слободна ова коло беше екипата на Бест. Води Те Баскет со 25 бода, пред Радовиш и Борец следуваат Тетекс ТТК, Вардар Паве, Пелистер, Бест, Страндрим и Михајловски. Шкупи е предпоследен со 10 бода, на дното од табелата Баскет Дино со 13 бодови. 10-то коло во втората македонска пинг-понг лига, резултати: Мултитекс ТБТ Винспин 5:0, надпреварот во Кочани помеѓу истоимената екипа и Рома Шутка беше заведен со службен резултат од 5:0. Крушево загуби дома од Скопје Рисови со 2:5, Струмица исто така поразена од Дебар Мало со резултат 0:5. Води Мултитекс ТБТ со 20 бода, следен од Кочани со 14, на третата позиција Дебар Мало, следуваат Струмица и Скопје Рисови, Рома Шутка е на шестата позиција, Винспин се спушти на седмата со 6 бода, последна е екипата на Крушево со 2 бода. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.